Со неделата пред Богојавление црквата не воведува во празникот, ни го предвестува настанот на реката Јордан и не носи на бреговите каде што Господ Исус ќе се јави. Навидум централен лик е Иван Крстител испратен да го подготви патот за Господ. Но токму тука и првата поука. Иван никогаш не сака да биде центар, тој е претечата, предвестникот, гласот кој вика во пустината. И говорот на Иван не е како на денешните инфлуенсери за да собира лајкови. За Иван мерило за вистина не е дали ќе им се допадне на луѓето. Многу добро знае дека неговиот остар говор и повик на преобраќање, на покаяние, не секој сака да го слуша, затоа што боли, говори директно во совеста на луѓето. Да, има работи за кои луѓето не сакаат да им зборувате. За гревовите, навиките што ги оправдуваат, компромисите што ги прават дека се нормалност, некои слабости кои изгледаат ситница, а постепено го затвараат срцето. Затоа тој повикува. Патот мора да се изравни, да се подготви. Да се изравнат патиштата е слика за нашиот внатрешен живот. На нашиот животен пат има долини, празнини, разочарувања, рани, што ги криеме, стравови што не парализираат, моменти кога се чувствуваме недостојни и далеко од Бог. Но има и возвишенија, горделивост, тврдоглавост, потреба секогаш да сме во право, чувство дека јас најдобро знам. Долината не влече во очи, возвишението не затвора во нас. И едното и другото го прави патот непрооден. Затоа Бог преку Иван не повикува на порамнување да се исполни празнината со доверба и да се снижи горделивоста со понизност. И еве што е покајанието во најконкретна смисла. Тоа е да се прекине со живот во кој Бог стои настрана и да се започне нов живот според неговата волја. Затоа, во времето на Иван, луѓето излегуваат од градовите, од комфорот и одат во пустината. Тоа би било одлично и за нас. Знаете дека пустината е место без масти. Таму не можеш да се криеш зад позиција, титула, статус. Таму остануваш тоа што си. Таму си сам пред Бог. И точно таму почнува вистинското преобраќање. Дали некогаш си бил во пустината на своето срце, сам со себе, за да размислиш за овој повик на преобраќање кој го упатува Иван? Затоа пред Богојавление прашањето е многу конкретно. Што треба да се расчисти на патот? Кој камен стои меѓу мене и Бог? Горделивост, гнев, навика да осудувам, неправда, непростување. Оваа недела е идеална за искрена одлука за промена на животот и тоа без одлужување. Затоа што на Богојавление тој сака да влезе во вашиот живот.